Хало! Се надавам дека досегашните 3 лекции ви беа корисни во изучувањето на германскиот јазик. Ги поминавме лекциите за лични заменки, помошните глаголи sein, sum и haben, имам. Се разбира лекцијата за представување wie heißt du, или како се викаш ти и wie heißen sie, како се викате вие. Потоа следуваше третата лекција woher kommst du, од каде доаѓаш ти, и woher kommen sie, од каде доаѓате вие. Во денешната лекција одиме со прашањето како си или како сте вие. Wie geht's? Како си? Како ти оди? Или можеме да кажеме wie geht es dir? Тоа е во неформалниот говор. Како си ти? Во формалниот говор користиме wie geht es Ihnen? Како сте вие? Одговорот ќе биде Danke, sehr gut. Благодарам. Добро. Доколку сакате да прашате а ти или а вие, ќе прашате und dir, а ти, или und ihnen, а вие. Уште еднаш да повториме. Имаме 3 прашања. Wie geht's? Како си, како ти оди? Wie geht es ihnen? Како сте вие? Или wie geht es dir? Како си ти? Имаме неколку одговори на овие прашања, меѓутоа добро е да знаете само неколку од нив. Например, Danke sehr gut. Благодарам, добро ми оди. Или nicht schlecht. Не е лошо. Денеска ги испомнем и прашањата Wo wohnst du? Каде живееш ти? Или Wo wohnen Sie? Каде живеете вие? Одговорот на овие прашања ќе биде Ich wohne in Kumanovo. Јас живеам во Куманово. Глаголот wohnen значи живее. Ich wohne. Јас живеам. Уште еднаш да ги повториме прашањата кои што ги учевме денеска. Wie geht's? Како си? Како ти оди? Wie geht es Ihnen? Како сте вие? Wie geht es dir? Како си ти? Wo wohnst du? Каде живееш ти? Wo wohnen Sie? Каде живеете вие? Одговорот на првите прашања ќе биде Danke sehr gut, а на вторите Ich wohne in и го кажувате градот во кој што живеете. И тоа беше и четвртата лекција, учиме германски со левел. Се надеваме дека и оваа лекција ви беше корисна. Можеби овие неколку лекции почетни беа пократки, меѓутоа, за самиот почеток и старт на изучување на германскиот јазик е битна основата, или она што ќе го научиме во првите неколку лекции. Германскиот јазик, за разлика од останатите јазици, е малку потежок, со своите конјугации и деклинации. Поради тоа, одиме постепено. Се надеваме дека овие лекции ви беа корисни, во наредните неколку лекции ќе одиме повеќе на фондот на зборовите. Чус!